Почитувани, владата, предводена од ВМРО-ДПМН, континуирано реализира инфраструктурни проекти кои се директно насочени кон подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија, и тоа во патната, железничката, комуналната и енергетската инфраструктура. За нашите реализирани дела говорат факти и бројки и ја чувствуваме потребата јавноста да биде запознаена со еден сублимат на сите наши активности во овој домен. Имено, во Република Македонија во периодот од 2006 година до сега, пуштени се во употреба 34 км нови автопати, а реконструирани се 27 км автопатска мрежа со вкупна вредност од 133 милиони евра. Денес во Македонија се градат 3 нови автопати со вкупна градежна вредност од 790 милиони евра. На нивната изградба во минатиот период им претходеше макотрпна работа која е невидлива за јавноста, а се состои во подготвување на проекти, расчистување на земјиштето и низа активности неопходни за подготвување на теренот за изградбата. Вчера отпочнавме со реализација на проектот кој ќе го поврзува Миладиновци, односно Скопје со Штип. Тоа е автопат во должина од околу 47 км и вредност од 206 милиони евра. Денеска започнуваме изградба на еден исто така многу значаен автопат на територија на Република Македонија. Тоа е автопатот од Кичево до Охрид во должина од околу 57 км и вредност од 374 милиони евра. Исто така, кон крајот на 2012 година започнавме со изградба на автопатската делница Демир Капија Смоквица во должина од 28,2 км, која што представува последен дел од коридорот 10 кој што не е на ниво на автопат. Со реализацијата на овие проекти во текот на следните 4 години, кога истите ќе бидат завршени, автопатската мрежа во Република Македонија ќе се зголеми за околу 50%, односно ќе се зголеми за нови 132 км во однос на постоечките 228. Исто така, сакам да напоменам дека е во тек постапката за рехабилитација на автопатот на делницата од Велес до Катланово во должина од 23,5 км и во завршна фаза е изборот на изведувач. Исто така, во овој период се работи за зацрстување на 13 мостови на овој дел од коридорот 10. Тоа е инвестиција во вредност од 8,6 милиони евра, која што се изведува во соработка со НАТО. Покрај мостовите кои што се зајакнуваат во соработка со НАТО, сакам да потенцирам дека и преку буџетот на државата, преку јавното предпријатие за државни патишта, беа веќе рехабилитирани 5 моста, а во следниот период ќе бидат санирани мостовите Мелнички мост, Гемиџи и Велес, а ќе се изгради и мост кај Злеово и мост Пишица. Исто така, активно се работи на проектирањето и изнаоѓањето на пакет за финансирање на еден поголем број на магистрални, експресни и регионални патишта, и тоа на територијата на цела Република Македонија. Меѓутоа, повеќе податоци за овој пакет на нови патишта ќе презентираме откако ќе биде проектот финализиран. Во однос на магистралните и регионалните патишта во периодот од 2006 до 2013 година завршени се 35 магистрални и регионални патишта во вкупна должина од 504 км и вредност во висина од околу 92 милиони евра. Изградени се 567 км локални патишта со средства во висина од 42,52 милиони евра, а со заокружување на овој проект се очекува да има бројка од 408 изградени локални патишта и 800 км локална патна мрежа. Во делот на железничката инфраструктура го започнавме најголемиот инвестициски циклус до сега во историјата на нашата држава. Железничкото поврзување со Бугарија, кое што беше голема предизборна лага на претходните влади на СДСМ, станува реалност. Следниот месец почнува да се гради првата делница од Куманово од Белјаковце, која што е долга 31 км. Веќе е подпишан договорот за проектирање на втората делница од Белјаковце до Крива Паланка, а документацијата за третата делница за проектите од Крива Паланка до границата со Република Бугарија е поднесена во Европската комисија и се чека за добивање на финансиски средства преку ИПА фондовите. Со инвестиција од 50 милиони евра се обновува возниот парк на Македонски железници транспорт, и тоа со 150 товарни вагони, 5 нови троделни патнички гарнитури и реконструкција на повеќе постоечки електролокомотиви. По цели 70 години се реализира ремонт на железничката пруга на коридорот 10, и тоа во должина од 54 км и во вредност од 17,6 милиони евра. Веќе е завршен ремонтот на делниците од Табановци до Куманово и од Миравци до Смоквица, а во тек е реализација на
рехабилитација и ремонт на пругата од Ногаевци до Неготино. Ќе се рехабилитира и надградува железничката станица во Скопје во вредност од 2,5 милиони евра средства обезбедени од ИПА фондовите, а планирана и рехабилитација на 10 други железнички станици долж коридорот 10. Во делот на комуналната инфраструктура реализираме изградба на водоводни канализациони системи онаму каде што се најпотребни. За оваа намена имаме неколку извори на средства и тоа 50 милиони евра се обезбедени од Европската инвестициона банка преку проектот за водоснабдување и одведување на отпадни води. Обезбедени се секоја година значителна сума на буџетски средства и обезбедени се средства од КФ банката од Германија. Досега се изградени и реконструирани вкупно 149 водоводни мрежи и 178 фекални и атмосферски канализациони системи, а само во текот на 2014 и 2015 година ќе се реализираат уште најмалку 18 проекти преку проектот од Европската инвестициона банка, а исто така ќе се реализираат и околу 11 проекти преку буџетот на Република Македонија за 2014 година, од кој би го издвоила новиот проект за фекална канализација во населеното место Сопиште. Во делот на енергетската инфраструктура, покрај изградбата на магистралните гасоводи, а пред се кракот од Клечовце до Штип, Владата на Република Македонија донесе одлука да започне постапка за воспоставување на јавно-приватно партнерство за дистрибутивен систем на природен газ во Скопскиот регион на територија на 17 општини. Проценетата вредност согласно физибилити студијата за овој проект е околу 100 милиони евра. Во следните неколку месеци ќе бидат реализирани и разгледани физибилити студиите за сите останати општини на територија на Република Македонија. Во следните неколку месеци тече повикот за Скопскиот регион и истиот ќе трае до 26.5.2014 година. Почитувани, ние продолжуваме и понатаму, постојано реализирајќи ги сите проекти кои ги имаме ветено пред граѓаните, но и со реализација на нови проекти. И тоа за оние кои што ќе оцениме дека согласно реалните потреби и секојдневието се покажуваат како најприоритетни. И сето тоа го правиме со цел да се подобри животот на граѓаните во Република Македонија, да се реализираат нови инвестиции, да се зголеми економскиот раст и да се отворат нови работни места. Ви благодарам.